Со стартот на овогодишната сејдбена сезона во Кочанскиот регион започна и вториот квартал од опитот со турските сорти ориз. Земјоделскиот институт од Скопје и Тракискиот институт од Едрене се двете стручни институции што директно се вклучени во истражувачката работа од која се очекуваат позитивни резултати. Првичните податоци, добиени по минатогодишната жетва, покажаат добар ефект од сортите што лани за прв пат беа засејани на површините на Земјоделскиот институт во Кочани и на 20 оризопроизводители во регионот. Во целиот проект подршка дадоа и Турската агенција за координација и соработка ТИКА и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во македонскиот дел од стручниот тим, како научни работници беа вклучени професор доктор Добре Андов, професор доктор Даница Андреевска, професор доктор Слободан Банџо, професор доктор Емилија Симеоновска и асистент магистер Катерина Банџо од Земјоделскиот институт, како и Васе Бошков, Јашка Ибраим и Климе Дамчевски од Министерството за земјоделство. Задоволство од покажаните резултати по првата година од опитот искажаа и турските експерти, кои присуствуваа на презентацијата што се одржа во Кочани, а на која беа соопштени и добиените резултати. Во Сумаголник разговараме со професор доктор Добре Андов и професор доктор Даница Андреевска на тема опит со турските сорти ориз и за податоците кои треба да покажат дали овој ориз и во иднина ќе може да се засејува во Кочанско. Андов, започна втората година од опитот со турските сорти ориз овде во Кочанско. Што годинава ќе биде поразлично од она што беше минатата година? Па како што информирана и јавноста, значи истражувањата по турскиот проект се веќе во втора година, така налагаат пропозициите односно праксата во науката за да се добијат резултати веродостојни, значи потребно е најмалку 2 години истражувања за да ги испитаме и да ги анализираме сите параметри за да бидеме сигурни во резултатите. Резултати значи добиени од една година не се веродостојни во науката, значи мора да се потврдат и уште најмалку бар една година или повеќе години за да можеме со сигурност да ги презентираме резултатите и да можеме да тврдиме како научни работници дали одредени експерименти се навистина точни, дали резултатите значи се потврдени или не се потврдени. Пред неколку дена овде беа и представниците на Турската агенција ТИКА и експертите од институтот од Едрене. Беше искажано задоволство дека успешно се покажала првата година. На што се должи таквото задоволство? Па најпрво би сакал значи околу таа работа да истакнам дека ова е еден од најсериозните проекти кој се работи во областа на земјоделието во Република Македонија. Јас еве работам веќе 30 години во институтот, во Земјоделскиот институт, се занимаваме со научна истражувачка работа и можам да кажам дека ние имаме работено многу проекти од областа на земјоделието, посебно од областа на оризопроизводството. Овој е еден од најсериозните научно-истражувачки и практичен проект, значи кој опфаќа повеќе истражување, значи имаме два експеримента. Еден е експеримент на макроопити, потоа имаме експеримент во микроопити, односно рандомизиран блок систем, потоа истата работа, односно сортите се дадени и кај фармерите, значи прошлата година беа вклучени 20 фармери, сега се преку 80 фармери вклучени, значи наша цел е да и самите фармери ги видат сортите, ги засеат на нивните површини и ги самите проценат дали ќе бидат задоволни од производството, односно од приносите на арпа и од приносите на белориз, бидејќи крајниот ефект на една сорта која се воведува во производството е финансискиот ефект. Залудна ќе биде работата наша како научни работници ако тие сорти не земат значи практична примена во кај фармерите, односно не ги произведуваат фармите. Затоа значи во проектот беше предвидено да истите сорти бидат дадени одредени количини во различни локалитети на нашиот оризопроизводен регион, да и самите фармери ги произведуваат
тие сорти, да видат и тие самите кој е благодетот од таквите сорти. Потоа ние, значи, во склоп на овој проект направивме, односно ќе направиме и признавање, значи, на сортите, бидејќи така предвидува законската регулатива во нашата држава, значи по законот за семе, секоја странска сорта која не е на европска листа, значи треба да биде на листа во Република Македонија за да може да се организира семе производство. Значи ние напоредно со истражувањата кои ги водиме кај нас во институтот, ќе правиме односно направивме постапка во управата за семе и дадовме одредени количини за регистрирање на 3 сорти кои во текот на оваа година ќе се изведат експериментите и тие истите сорти треба да се регистрират на листа во Република Македонија за да може да се тоа да биде по закон и легално, за да може веќе во текот на оваа година и во следната година да биде организирано семе производство по законите кои се предвидени во нашата држава. Во текот на овој разговор ние ќе подискутираме малку и конкретно за одделни сорти од турскиот орис. Андреевска, беа овде, рековме, турците и имаше навистина убава соработка, можеше да се забележи дека веќе онаа соработка што ја воспоставите минатата година, оваа година се продлабочува. На што се должи тоа? Па видите, точно е, овие денови имавме бевме исполнети со големи активности во врска со спроведувањето на турскиот проект кој што го финансира Турската агенција за соработка и координација ТИКА. Значи ова е втора година од спроведувањето на експериментите и соработката. Турските експерти заедно со за Орис господата Бешер и Сурек се задоволни од нашиот научен пристап кон спроведувањето на опитите. Задоволни сме обострано од постигнатите резултати во врска со двата опита. Фактички два опита се изведени на нашите, значи, површини, додека третиот, можеме да го кажеме слободно, макроопит, кој што минатата година беше спроведен кај 20 земјоделци, поради големата заинтересираност за турското семе, оваа година место на 50 е проширен дури на повеќе од 80 земјоделци, фармери, значи оризопроизводители, на кои што во зависност од големината на површината им беа доделени покрај минатогодишните 3 сорти на ориз, четвртата ја исфрливме, се доделени уште нови 5 сорти на ориз, кои што беа како во нашиот макроопит, демонстративен опит, така и во опитот рандомизиран блок систем. Значи, поделени беа кај земјоделците 10 тона, значи 10.000 килограма семе на повеќе од 80 земјоделци од 8 сорти на ориз. Тоа се сортите Гала, Ѓонен, потоа Халилбей, Ефе, Хамзадере, Пашали, Дураган и Кркпинар. Сортите Дураган и Кркпинар беа сорти кои што беа застапени не во демонстративниот опит, но во опитот рандомизиран блок систем, но истите сепак се покажаа како добри по однос на крупноќата на зрното и приносот за нашето климатско подрачје, оризопроизводствено подрачје. Многу е важно да се каже дека оризот што го донесоа турците им се даде бесплатно на земјоделците за тестирањето. Да, значи проектот, колку што ни е нам познато, вреди доста пари, значи кој што се состоеше од донација на опрема, донација на семе, финансирање на целокупното истражување во врска со опитите, потоа беше предвидено и патување минатата година и оваа година ќе има повторно, значи патување во Турција, посета на оризови полиња, оризови фабрики, потоа земјоделски аптеки кои што
пласираат хемиски препарати, хербициди, ѓубрива, но и механизација. Значи, посетата беше осмислена освен научно и апликативно применувачки, самите земјоделци оризопроизводители на лице место во Турција да се запознаат и со агротехниката, значи на производство на оризот, и со опремата со која располагат, со препаратите, ѓубривата кои што се употребуваат и на крајот со финалниот производ, белиот ориз кој што го добиват во нивните фабрики. Јас сметам, мислам по искажување на земјоделците кои што беа уклучени во патувањето, беа уклучени покрај тие 20 фармери и други земјоделци, по нивно кажување дека се задоволни од патувањето и од нивните сознанија кои што ги имаат стекнато во Турција во производството на оризот. Андов, се правеше споредувањето со она веќе постоечка сорта овде во Кочани, Сан Андрија. Што покажаа испитувањата конкретно? Веќе вие дел од нив презентиравте на она презентација што се одржа во мултикултурниот центар во Кочани. Кои сорти од турските покажаа најдобри резултати досега? Па, значи, познато ви е на вас и на целата, значи, јавност кочанска дека се појавија одредени проблеми во оризопроизводството, посебно во текот на 2012 година и во текот на 2013 година. Најразширената сорта Сан Андреја, која се произведуваше во Република Македонија и се уште се произведува, даде многу ниски приноси на бел ориз, односно многу ниски рандмани. Оттаму дојде и причината, значи, за овој проект да се поразмисли, значи, да се воведат поширок број на сорти кои ќе дадат повисоки приноси, и повисоки приноси на арпа и повисоки приноси на бел ориз. Значи, нашите истражувања на сортите, ние, реков и претходно, направивме повеќе експерименти. Значи, првиот експеримент беше макроопит кој е поставен по метод во науката, така се вели, на долги парцели. Значи, засеавме 9 турски сорти во споредба со најраширената сорта Сан Андреја. Тоа така се работи во науката, значи морате резултатите кои ќе ги добиете од испитуваните сорти да ги тестирате со стандардна сорта, односно сорта која е најраширена во одреден регион. Во случајот тоа е сортата Сан Андреја. Ние работевме и испитувавме како научни работници, значи следевме многу параметри кои се предвидени со одредени правила за истражување. Значи, меѓутоа за земјоделците би било најинтересно, јас да кажам, дека по однос на приносот на арпа по единица површина, исто така кај нив е многу битна работа да знаат приносот на арпа и приносот на бел ориз, односно колкави рандмани сортите даваат при белење во фабриките. Друг параметар кој е интересен за самите одгледувачи на ориз, односно за земјоделците, е колку е должината на вегетацијата, бидејќи во последно време сортата Сан Андреја, значи, бидејќи е со подолга вегетација, у одредени години се врши закаснување на сидбата или се појавуваат одредени климатски промени. Еве, во прошлата година, во текот на 2013 година, се појави слана многу рано и се прекина вегетацијата. Затоа и од тие аспекти, значи, ние ќе мораме да имаме сорти со пократка вегетација. По однос на приносите на арпа, во експериментот во макроопитот, скоро сите сорти, значи, дадоа повисок принос од сортата Сан Андреја. Потоа можам да кажам дека многу високи рандмани дадоа, односно при белењето се доби голем процент на бел ориз во споредба со стандардната сорта Сан Андреја, која во последните 2 години покажа многу ниски рандмани. Значи, ако сортата Сан Андреја имаше негде околу 30 до 35%
рандман во зависност, нели, и рандманот е многу различен во зависност од тоа како е одгледуван оризот, како е ѓубрен, кога е жнејан, кога е сејан, значи е различен, меѓутоа глобално гледано, значи овие сорти покажаа сите преку 50, дури 60-65% рандман во споредба со сортата Сан Андреа, а тоа на крајот кога ќе се пресмета во производство на бел ориз по единица површина, значи е многу поголемо производството. Исто така можам да кажам за овие сорти дека сите сорти се со вегетација негде од 130 до 135 дена, споредено со сортата Сан Андреа која има негде од 150 до 150 дена вегетација од сејдба до жетва. Многу битен елемент, потоа битен елемент на овие сорти што скоро сите испитувани сорти се со пониско и појако стебло, поотпорно стебло на полегнување, така да таквите сорти и во светски размери и кај нас покажуваат, значи можат да примат повисока агротехника, односно можат да примат повисоки норми и дози на ѓубрива по единица површина на минерални ѓубрива, а тоа значи како крај ефект да го покачи и самиот принос по единица производ. Можеме ли, Андреевска, да кажеме конкретно еве сега од оние сорти кои што вие ги испитувавте, конкретни податоци во однос на карактеристиките што беа добиени, која сорта покажа највисок принос и највисок рандман? Можеме ли да кажеме дека некоја е по-супериорна во однос на останатите? Овде во Кочани барем. Да. Нашите истражувања, нашите испитувања беа доста сложени, значи беа пратени покрај фенофазите на развој во текот на вегетацијата на оризот, во жетвата беа пратени висината на самите сорти на растенијата, значи беше пратена должината на метличката, потоа бројот на продуктивни метлички, односно братимки по метар квадратен и кај двата опита, значи потоа следена е влагата како во моментот на жетвата, така и во моментот на вршење на испитување на рандманот на апаратот кој што е донација на турската агенција ТИКА, значи на рандманката, значи ги добивме овие резултати, статистички резултатите се обработени од двата опита, остануваат уште некои параметри кои да се доработат, како што е бројот на зрна по метличка и нивната тежина и бројот на глуви зрна, но тоа е параметар кој што можеме се уште да го изработиме, имаме значи материјал од испитуваните сорти и на крај, значи, сите тие резултати што ги имаме добиено, статистички се обработени, истите дел од нив се презентирани и пред експертите од Турција и пред нашата јавност. Што можеме да кажеме? Сите сорти, значи 9 испитувани сорти во демонстративниот опит, има добар принос. Најприносна, иако беше на ладна вода, беше сортата Казалтан и со најдобар рандман, значи, односно принос на бел ориз. Но истата сорта, што беше поделена, оваа сорта беше поделена и кај приватните значи фармери, земјоделци, имаше појава на перикуларија. Во нашите опити, овде во демонстративниот и во рандомизираниот блок систем, значи кај оваа сорта ние немавме појава на перикуларија. Самите вие бевте сведоци дека ние по барање на турските експерти опитите со овие сорти ги спроведовме на нови површини, значи површини кои што со години пред тоа не биле ориз, значи не монокултура, но биле пченица и јачмен и други култури. Значи правевме ново поле кое што е овде во кругот на институтот, на земјоделскиот институт, со цел да ги спроведеме онака како што треба, како што бараат турските експерти, значи овие опити. Значи најприносна, најдобра по рандман и значи по приноси на арпа и на белори се покажа сортата Казалтан. После оваа сорта е сортата Гала, која што исто така е доста расширена во Турција, веќе се шири и во Бугарија. Тоа е сорта
која што е фактички линија подобрена сорта од османџик, значи подобрена линија од османџик. Исто така добри резултати се покажаа и кај сортите чакмак и пашали, но оваа сорта чакмак, бидејќи таа е нешто индикатив, не е за нашите пазари, значи тоа е сорта која што има долго зрно, долгнавесто зрно, значи неприфатливо е. Значи кога ги одгледуваме, кога ги анализираме резултатите кај сите овие ние сорти, значи покрај приносот на арпа, на бел орис, ние го посматраме и изгледот, односно значи вршиме и органолептички испитувања на самите сорти. Тоа е изгледот на ендоспермот. Дали е прозирен, дали е бел, матиран, значи бидејќи нашиот пазар е научен на сорти кои што се кредасти, така да кажеме буквално, значи бели, додека прозирните сорти ги избегнуваат. Додека секаде во светот се знае дека стаклавоста, прозирноста на сортите е параметар кој што покажува дека сортите имаат повисока содржина на протеини и тоа се сорти кои што се поквалитетни. Значи, земени се во обзир сите овие испитувања, но ние сме во соработка со турските експерти планираме нашите истражувања да ги прошириме и на хемискиот состав, значи на кај овие сорти, и сите овие истражувања заедно со турските експерти ќе бидат објавени не само во нашите домашни списанија, но пред се во странски часописи, значи научни часописи. Резултатите со нашиот експертски тим, со експертскиот тим од Турција. Сега сме поканети на Балкански конгрес. Да, сега во септември во Едрине Тракискиот универзитет од Турција организира Балкански конгрес на кој што ние сме поканети и на кој што ние ќе настапиме со прелиминарните, значи почетните резултати од овие испитувања на турските сорти, значи во споредба со застапената сорта Сан Андреа во нашите почвено-климатски услови, значи во почвено-климатските услови на Република Македонија. Што станува со другите сорти кои што не ги спомнавте, а се испитува со опитот овде во Кочанско? Значи, покрај сортата Казалтан, која што даде најдобри резултати во нашите опити, добри резултати покажа и останатите сорти, како што е сортата Гала, сортата Ѓонен, Халилбеј, Ефе, Чакмак. Значи, сите овие сорти во споредба со стандардната сорта Сан Андреа покажаа далеку повисок принос, како на арпата, така и на белиот орис. Значи, со тоа рандманот кај овие сорти е подобар во однос на сортата Сан Андреа. Ако рандманот кај сортата Сан Андреа беше 35% цели зрна во белиот орис, кај овие сорти беше над 50% до 60% процентот на бели зрна, значи на цели зрна, мислам на цели зрна од рандманот, од испитувањето. Значи сите сорти, можеме слободно да кажеме, првата година се покажаа добри во нашите почвено-климатски услови, но точни резултати ќе добиеме по спроведувањето на опитите со истиот план, на истото поле, значи во истото овде, на истиот локалитет и оваа 2014 година, и после статистичката обработка ќе кажеме, ќе излеземе во јавноста со нашите точни резултати за секоја од испитуваните сорти. Врз база на што ги донесувате вашите проценки, односно испитувањата, од што ќе зависат? Дали само од површините што се овде во земјоделските институти или можеби и на земјоделците? Па видите, значи, овие резултати, оценката на сортите, на турските сорти е
и во нашите опити, значи во демонстративниот и во рандомизираниот блок систем, но исто и анализираните резултати од турските експерти, како и од самиот терен, кај оризопроизводителите, кај кои што беа поделени грант семето од 4 сорти минатата година. Значи, нашите резултати, нашата оценка за овие сорти е сеопфатна, не е пристрасна, да речеме само дека сортите се добри кај нас. Кај нас имаме 14 сорти во испитување, но истите тие дел од тие сорти, 4 се во поширокото производство, значи таму се посејани сортите на по 1 хектар површина, што значи тоа е еден макроопит кој што дава многу веродостојни резултати за приносот на сортите, за квалитетот и навистина фармерите се задоволни од овие 3 сорти, што се посебно од 3 сорти, но и од сортата Казалтан по однос на принесот се задоволни, бидејќи истите имаа во своите површини и Сан Андреа. Значи, кога прават самите споредба помеѓу Сан Андреа и Казалтан, тие се задоволни од турската сорта, бидејќи таа им даде повисок принос и на бел ориз и на арпа. Пред малку во разговорот кажавте дека овие сорти имаат малку подруги квалитативни карактеристики во однос на оние кои што кај нас се користат. Значи ли тоа дека ќе треба воеднина да се менуваат потрошувачките навики на граѓаните, а и оние навики на земјоделците во оризопроизводството во Кочанско? Па видите, значи ние во Македонија сме мали потрошувачи на оризот. Значи просечната потрошувачка на оризот по жител е негде 5 до 7 килограми, но значи покрај тоа што треба да се менуваат навиките во поглед на белиот ориз, значи консумацијата, може да се користи и интегралниот, значи или карго ориз. Овие сорти, турските сорти, се стаклави сорти. Според научните истражувања, сортите кои што имаат стакласт, прозирен ендосперм, имаат повисока содржина на протеини, додека сортите кои што немаат прозирност, значи стаклавост, значи имаат поголема содржина на скроп и оттаму овие сорти се, можеме да кажеме, нивната хранливост е помала во однос на стаклестите сорти. Значи, веројатно ќе треба да ги менуваме навиките, бидејќи стаклавоста, прозирноста со самото приготвување, значи во процесот на варење се губи, но значи од друга страна квалитетот е повисок. Андов, кога се спомна минатата година турски сорти, се мислеше пред се турски сорти кои што доаѓаат од азискиот, анадолискиот дел на Турција. Меѓутоа станува збор за овој европскиот дел на Турција. Едре не знаеме дека е практично на европскиот дел од турската држава. Колка ви се сличностите на регионите, Кочански и овој Тракиски, кај што е институтот во Едрен? Па ние не случајно, значи, кај нас се одлучивме за испитување на турски сорти. Пред да се досега се работеше претежно во Македонија со италијански сорти, имаше во колекцијата на Земјоделскиот институт преку 300 сорти, скоро од цел свет, значи имаше руски сорти, потоа највеќе италијански сорти, бугарски сорти, амерички сорти во поново време. Имаше и турски сорти, значи. Порано ова и пат се одлучивме за турски сорти, бидејќи сметаме дека турските сорти кои сакаме да ги воведеме во производството се многу слични, односно регионот каде се тие одгледуваат. Едрене се наоѓа на иста географска ширина во споредба, значи со Кочани, на 41 степен на географска ширина, и климатските и почвените услови се многу слични, дури послични од споредувајќи ги регионите во Италија, каде се наоѓаат негде на север, односно на 45 степени географска ширина. Исто така ние ги анализиравме и
генетската структура на сортите, повеќе сорти се создадени, односно сите сорти се создадени во институтот во Едрене, значи и носат одредени генетски карактеристики на сортите. Еден од родителите на највеќе од сортите е италијанска сорта и носат генетски карактеристики, значи на сортите кои кај нас досега се одгледувани. И при крај на овој наш разговор ми интересира она што ќе се добие како резултат после испитувањата, ќе им се презентира на земјоделците и како ќе им се објасни која сорта е најдобра и да ја прифатат, да ја сеат на нивните површини. Ќе имаат ли избор можеби? Па целта наша е да значи и самите земјоделци покрај тоа што ние значи истражуваме и анализираме, значи како научни работници во институтот, реков и на почетокот, целта е да и самите земјоделци да видат која сорта ќе биде најдобра. Значи има една поговорка, убава мома сама се значи мажи, и сортата која ќе биде најдобра, значи самите земјоделци ќе ја изберат, значи ќе ја засејуваат. Наше е да и оваа постапка ја правиме и на регистрирање на сорти, кога земјоделците ќе изберат одредена сорта, значи по нивни сознанија и по наши сугестии, ние веќе да бидеме спремни да сорта да биде на листата во Република Македонија и да биде регистрирана, значи за производство на семе, да се организира производство на семе. Наша цел е таа. Една друга работа која би сакал да напоменам во оваа прилика е што Турција, пријателска држава, значи институтот од Турција, значи ни ги отстапуваат авторските права на овие сорти кои ние сакаме да ги воведеме во производство и ни даваат согласност да ние можеме да организираме производство на семејски материјал, што не е случајот со европските сорти. Таму сортите се заштитени и треба да се платат одредени авторски права, значи за да сортите се воведат во производство, што не е случајот со турските сорти. Значи тие значи наши пријатели веќе ни дадоа одобрување да ние сортите ги ставиме во постапка за регистрирање, значи во Република Македонија и за организирање на семе производство без никаква надокнада. И сега прашање кое што се наметнува на крајот на Еминовно е пласманот на она што ќе се произведе доколку се прифатат турските сорти орис овде во Кочанско. Значи ли дека ќе биде обезбеден на пазарите? Еден од проблемите кај земјоделците оризопроизводители беше токму во годините кои се добри и пласманот на белиот ориз. Еве турците преку ТИКА, значи ТИКА гарантира дека овие сорти, ако бидат расширени и прифатени од нашите оризопроизводители, производството, се она што е вишок, ќе биде откупено и пласирано во Турција. Турција е голем производител на ориз, но од друга страна тоа е и голема држава по население, така да тие со нивното производство ги задоволуваат околу 80% од потребите, додека останатите 20% тие ги обезбедуваат од увоз. Токму затоа и самата турска значи агенција ТИКА гледа значи помош на нивната држава, значи откуп на оризот од Република Македонија и обезбедување на нивните потреби од овој производ, од белиот ориз. Соработката со турскиот институт значи ли дека овозможува повеќе работа за вашиот земјоделски институт и можеби проширување негово и враќање на некогашните позиции што ги имаше овде во Македонија? Да, значи со завршувањето на овој проект кој што го финансира ТИКА не значи престанување и на нашата соработка со турскиот со институтот од Едрене, бидејќи освен оризот како култура
која што се произведува, значи семенскиот материјал и стварањето на сортите во овој институт, таму се застапени и други култури, како што се пченицата, јачменот, сојата, сончогледот. Значи може да биде таа соработка проширена и кај овие култури, бидејќи ние во институтот имаме наши колеги селекционери кои што се занимават со пченица, со јачмен, со сирак и со другите, значи овие земјоделски култури со цел таа значи соработка да биде проширена. Значи соработката ќе продолжи и понатаму наша, не само кај оризот, но и кај другите земјоделски култури. Исто така сакаме овде да напоменам дека во разговор со нашите колеги од Турција, еве да напомнам дека тие веќе работат на стварање, создавање на сорта, така наречена Greenfield, која што сега е модерна, со цел да се исчистат површините од плевели и од други, значи, примеси и тие значи нивне ги следат паралелно значи достигнувањата во науката од европските научни институти и колеги. Сакате да кажете дека на овој начин ќе се исфрли она присуство на оној див црвен ориз што го велат земјоделците? Да, тоа е тенденцијата, значи со стварањето на ова сорта од ориз. Само да напоменеме дека тоа не е ГМО, значи не е ГМО, него тоа е исто сорта која што е создадена со класичните методи на хибридизација како и другите сорти. Господата од Турција, господинот Халил Сурек и Нежми Бешер, значи се автори не само на овие 14 сорти што се кај нас, значи тие имат уште голем број сорти кои што се веќе пред признавање, значи имаат околу 30 сорти нивни створени по пат на хибридизација и сите се во фаза на испитување. Ние имавме лично значи можност да ги видиме на лице место тие нивни сорти кои што се уште се во испитување. Јас би сакал еве да додадам уште нешто. Кажа доста професор Андреевска околу соработката меѓу Земјоделскиот институт од Македонија и Земјоделскиот институт во Едрене. Значи ние веќе имаме договорено со експертите на Земјоделскиот институт да работиме заеднички селекциони програми, така да во текот на месец септември експертски тим од Македонија ќе поиде во Турција и може одреден број на сорти, односно нестабилизирани материјали кои се створени по пат на хибридизација од F2, F3 генерација да избере одредени линии и заеднички после тоа да ги поставиме во наши агроеколошки услови и да ги пратиме до нивно стабилизирање и да имаме значи сорти создадени заеднички од страна на институтот во Едрене и од страна на Земјоделскиот институт. Ова работа, значи покрај за оризот, ние планираме, како што напомна и колешката, значи да ја прошириме соработката и кај сите други поледелски култури, како што се пченицата, јачменот, потоа сончогледот и другите култури кои ги работи Земјоделскиот институт од Едрене. Ние ќе следиме вашата работа и во текот на оваа година и очекуваме резултати, нели повторно да видиме како ќе се покаже оризот оваа година од испитувањето. Да. Ви благодарам за разговор. Молим, Ние ви благодариме.